Од 1 февруари Македонија официјално влегува во нова фаза на сообраќајна безбедност. Со целосната примена на системот Безбеден град се очекува во државата да имаме помалку несреќи, помалку жртви и повисока сообраќајна култура. Законот за прекршоци веќе е изгласан во собрание, а тест периодот покажа охрабрувачки резултати. Надлежните го подготвуваат теренот за старт на Safe City. Како што може да забележите, зад мене веќе се монтираат камерите, а граѓаните велат дека конечно ќе се стави ред во сообраќајниот хаос. Побрзо возење од дозволеното, поминување на црвено, возење без појас или користење мобилен телефон зад волан. Safe City е систем што треба да ги регистрира сите можни прекршоци во сообраќајот, а истовремено да овозможи санкциите да бидат брзи, прецизни и неизбежни. Граѓаните сметаат дека со казните ќе се зголеми дисциплината на возачите и дека ќе се намалат ризиците во сообраќајот, но предупредуваат дека е потребна и подобра сообраќајна инфраструктура. Едва чекам да почне, да се вразумат малку возачите. Па се покажа веќе, така, мислам дека ќе биде подобро. Ја мислам прво треба ова све да се среди, да биде обележано, означено, знакови, ово, она, може да го подобри, не викам да не. Има ли знак негде? Ако видите знак дека треба 50 да се движи тука? Денеска 5 пати ќе се удира до мене од тука. И тоа гледаат полицајците. И тие гледаат, и овие не гледаат. Топе, така треба. Така треба. Само казна, друго ништо. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот оценуваат дека токму вакви системи во европските земји ги дале најдобрите резултати. Според советот, долгорочната цел не е само санкционирање, туку промена на навиките, поголема одговорност кај возачите и подигање на сообраќајната култура. Изминати в тест период покажа дека Скопје Safe City може да го смири сообраќајот и што покажа статистиката дека има намалување на сообраќајни прекршоци, дека луѓето се подисциплинирани. Од Министерството за внатрешни работи вела дека целта не е да се казнува, туку да се превенира. За министерот за внатрешни работи Тошковски, државата конечно презема системски чекори против сообраќајниот хаос и бесмислените загуби на човечки животи, додавајќи дека Safe City не е систем за казнување, туку за спасување животи. За премиерот Мицкоски, Безбеден град веќе спасува животи и дека бројот на прекршоци се намалени од 100.000 на дневно ниво на само 3.000 и најави дека ќе бидат потребни дополнителни осогласувања и протоколи, особено во првите 3 до 6 месеци од имплементацијата. Казните се во рамки на законските предвидени износи од околу 20 евра за помали прекршоци до неколку стотици евра и можни забрани за управување со возило за посериозни прекршоци, а возачите ќе добиваат известувања директно на мобилен телефон преку SMS и имејл. Ако казната се плати навреме, плаќате половина од износот, а во спротивно следи присилна наплата или судска постапка.